Опозицијата се подготвува за локалните избори и тоа е нешто што ние го почнавме многу порано, споредено и со други години, други избори, меѓутоа исто така многу порано и од нашите политички противници. И тоа е нешто што во континуитет го работиме и да ги сретнеме граѓаните, да се видиме, да поразговараме, да видиме што е она што ги мачи и што е она што ние како нова локална власт ке треба да го покажеме. Особено имаме 30 општини каде што мислиме дека ситуацијата е зрела да победиме и тука сме поприсутни. Кавадарци е секако еден од тие градови во кои мислиме дека опозицијата предводена од СДСМ, здружената опозиција, ако сакате, ќе однесе убедлива победа и затоа разговараме и со партиските активисти, и со граѓаните. Имаме различни форми на активности од трибини, беше председателот на партијата на трибина тука, Црвенковски, до средби со граѓани најразлични, средби со партиските активисти во кои се договараме за одредени стратегии и тактики. Се она што како опозиција можеме да го направиме и до сега сме задоволни од тоа како се одвиваат работите. Мислам дека во тиквешијата генерално, ако сакате, опозицијата предводена од СДСМ ќе однесе убедлива победа, пред се поради катастрофалната ситуација на економски план и големата сиромаштија кај народот. Ме прашавте за можните кандидати. Легитимно е да се разговара за можните кандидати. Она што веројатно ќе почне и веќе е почнато во голем број места да се пројавуваат и аспирации и амбиции, и тоа е нормално, тоа е разбирливо. Меѓутоа ние имаме една поставка која во партијата ја водиме, каде што врз база на истражувањата на јавното мислење, врз база на разговори со раководството на партијата на локално ниво, ќе дојдеме до оној кандидат кој ќе гарантира победа, ќе биде во голема доза известно дека со него би можеле да добиеме. Ние мислиме дека во Кавадарци треба да се оди со едно ново решение кое ќе биде она што на СДСМ му треба за следниот период, значи со личност која ќе значи и нова надеж за локалната самоуправа тука, и тоа е еден сосема нов начин на водење на политика во Кавадарци, однос према граѓаните, отчетност, одговорност, сето она што мислиме дека сега не е случај во Кавадарци.